скоро сам. Добар ден на сите. Ajde, сега се много вълни да направим една по-голяма църква. Благослови, Владико. Благословен е нашиот Бог, сега секогаш и во вечни векови. Царю небесни, утешителю душе истини, живезде сися исполняй, духовите благи ки жизник подателю, привесели си јавни и очисти ни од всякие скверни, спаси блаже души нашија. Ти свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава на Отце и Сине и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Троице, помилуй ме. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш, иже си на небесе, да святи се имя Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоја, како на небесе и на земји. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, ако и ми оставляј должников наших, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукавиот.
царството, силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Придете да му се поклониме на царот нашиот Бог, придете да му се поклониме и да паднем пред Христа царот и нашиот Бог, придете да му се поклониме и да паднеме пред самиот Христос нашиот цар и Бог. Господи, услиши ја молитвата моја, чуј го молењето мое поради Твојата вистина, услиши ме поради Твојата правда и не стапуваме во суд со Твојот слуга, зашто пред Тебе нема да се оправда, ниту еден од живите. Непријателот ја прогонува душата моја, го понизил живот мој дури до земјата, ме остави во темнина како оние кои се одамна умрени, опадна духот мој во мене, се вознемери во мене срцето мое, се сетив на дамнишните дни и размислував за сите Твои дела, расудував за делата на Твоите раце, ги протевнав кон Тебе рацете мои, душата моја жедна за Тебе како сува земја, услиши ме поскоро Господи, духот мој малак сам, не одвраќај го лицето своје од мене, за да не заприлегам на оние што слегуваат во гроб, соопшти ми утрената милост Твоја, зашто на Тебе се надевам Господи. Покажи ми го, Господи, патот по кој да одам, зашто кон Тебе ја вознесувам душата моја. Избави ме, Господи, од моите непријатели, зашто при Тебе прибегнав. Научи ме да исполнувам волјата Твоја, зашто Ти си мојот Бог. Твојот благ дух нека ме води по прав пат. Заради Твоето име, Господи, ќе ме оживееш. Поради Твојата правда ќе ја избавиш од неволја душата моја. Според милоста Твоја истреби ги непријателите мои и погуби ги сите кои измачуваат душата моја, зашто јас сум слуга Твој. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Алелуја, 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 слава Ти Боже. Алелуја, 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 слава Ти Боже. Алелуја, 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 слава Ти Боже. Надеж наша Господи, слава Ти. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, за добро состојбе на светите Божи цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За високо преосветените митрополити наши, Агатангел и Јосиф, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на за да му помага и да покори под нозете негови секов непријател и противник, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој град, за секој град, земја и сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времиња, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да погледа милостиво на ово место, избрано за зидање на храм во слава на Неговото пресвето име, и да го благослови со својот небесен благослов, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да ја благослови ова добра намера и делото на своите слуги, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да го благослови почетокот на темелот на оваа градба и за среќно да се отпочне со слава на Неговото име и без никаква пречка успешно да се доврши со силата, дејството и благодата на Пресветиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да им подари успех и секакво задоволство на своите слуги, за ова добро настојување со силата, дејството и благодата на Пресветиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да им постави свој ангел чувар на ова дело и на неговите извршители и невидливо да ги отстранува сите противнички напади на видливите и невидливите непријатели и да им да подари успех во се и мудрост во градење и снага за довршување со силата, дејството и благодата на Пресветиот Дух,
да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да не избави од секоја тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Помнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. самите себе еден друг и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О Господи, яви ся нам, благословен гради во имја Господне. О Господи, яви ся нам, благословен гради во имја Господне. О Господи, яви ся нам, благословен гради во имја Господне. Творче и Создателу на се, Боже, делото на нашите раце, што го започнуваме во Твоја слава, раководи го успешно со Твојот благослов и со Твојата сила брзо доврши го, како единствен Вседоќе и човек кој
Испрати ја благодат од небото животодавче и освети оваа вода и направи таа да биде очистување од сите нечистоти. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Испрати ја благодата од небото животодавче и освети оваа вода и направи ја таа да биде очистување од сите нечистоти. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Испрати ја благодат од небото животодавче и освети оваа вода и направи таа да биде очистување од сите нечистоти. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже преславен Оче на нашиот Господ Исус Христос, Ти си единствен кој правиш чуда, на кои нема крај, Твојот глас е над многите води. Тебе те видоа водите и се сплашија, се вознемирија бездните и силно заклокотија мноштвото води. Твоите патишта се врз морето и патеките Твои се врз мноштвото на водите, а Твоите стапки не се познаваат. Ти водите на Јордан ги освети со Твојот отечки глас и со потопувањето на народниот Твој син воплотен и со слегувањето на пресветиот дух врз него во вид на гулаб. Ние недостојните Твои слуги сега смирено те молиме и те преколнуваме. Испрати ја благодата на пресветиот дух на оваа вода, благословија со Твојот небесен благослов и очисти ја осветија. Дај благодат, благослов Јорданов и сила која ги очистува сите нечистоти и исцелува сите болести и која ги прогонува демоните и сите невидливи напади и стапици. Направи ја таа со силата, дејството и благодата на пресветиот дух на сите Твои слуги кои со вера ќе пијат, примаат и се попрскуваат од неа, да им биде за отпуштање на гревовите, за очистување на страстите, за прогонување на секое зло, за умножување на добродетелите, за исцеление од болести, за осветување благослов на домовите и на секое место, за отстранување на погубни разни залезни болести и за усвојување на Твојата благодат, зашто Ти си кој благословуваш, осветува се и Тебе слава Ти вознесуваме, со единородниот Твој син, пресветиот, благиот, животворен Твој дух, сега секогаш и во вечни векови. Мир на сите. Нашите глави да ги преклониме пред Господа. Господи, преклони го Твоето уво и услишиме, Ти кој Јорданските води ги освети со појавата на Твојот Христос и благослови не сите нас, кои се преклонување на нашето, со преклонувањето на нашите глави, изразуваме покорност и удостоеност од примањето на оваа вода, да се исполниме со Твоето осветување и таа да ни биде за здравје на душата и телото, зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме, со единородниот Твој син и со пресветиот благ и животворен Твој дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Оведи наши, нас опротивнија дарујај и Твое сохраняј крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови нас опротивнија дарујај и Твое сохраняј крестом Твоим жителство. Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Повардарска православна епархија, деловоден број 550 од 23.11.2025 година. Повелба. Во името на повелба во темелот на овој свет православен храм, посветен на светиот Архангел Михаил во градот Гевгелија. Изградбата на црквата Параклис, Свети Архангел Михаил во Гевгелија,
е започната на 23, односно 10 ноември 2025 лето Господово, на денот кога се подсетуваме и ги славиме светите апостоли Олимп, Ераст, Кварт, Родион, Сосипатар и Терци. Проектот за овој свет македонски православен храм го изработи инженер-архитект господин Благој Здравев од Штип. Изведувач на градежните дејности ќе биде градежната фирма Джови Компани од село Мокрина. Црквата Параклис Свети Архангел Михаил во градот Гевгелија ќе се гради под покровителство и со финансиски средства на Повардарската епархија, како и со подршка од даренија и донации од православните христијани од овој град, како и од цела Македонија, кои ќе бидат запишани во книгата на ктиторите, помагателите и украсителите на овој свет македонски православен храм. Овој свет камен темелник се положува во време кога поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија е неговото блаженство, митрополитот Скопски и архиепископ Охридски и Македонски на Јустинијана Прима, господин Стефан. Председател на Република Македонија е господја Гордана Силјановска-Давкова, премиер на владата на Република Македонија е господин Христијан Мисковски, а градоначалник на општина Гевгелија е господин Андон Сарамандов, митрополит Повардарски господин Агатангел и митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосип. македонскому народу. Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже на нашите татковци, Тебе ти беше угодно и пријатно излевањето на елеот што го излеа Јаков на каменот и кој откако го постави како столб го нарече Дом Божи. Те молиме погледни сега милостиво на овој елеј и благослови го и освети го со Твојот небесен благослов и дај му сила со благодата на Твојот пресвет Дух, за Тебе да ти биде угодно и пријатно се што е со него во Твоја слава ќе се помазува. Осветува и благословува преку милосрдието на Твојот еднороден Син, со кого си благословен со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, постојано сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, Бог, наш Бог,
и на Твојот безпочетен Отец Пресветиот Дух, и од Него да отстапи се погубниот ангел и сите непријателски сили, но што Твоја моќ на Твое царството, силата и славата, на Отца, Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Кога крстот беше утврден во земјата, се сруши потполно, се уништи ѓордост на ѓаволот, а човекот некогаш отворен, повторно влегува во рајот, но слава Ти Тебе, единствениот наш Бог, што таква била Твојата воља. Брз во заштитата и силен во помошта, јави се и сега со благодата своја, и благословувај ги, укрепи го и успешно заврши го делото на Твоите слуги, зашто како семоќен Бог можеш да правиш се што ке посака. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Се воспеја на Богородице, како страшна и сигурна застапница, не презирај ги благодат на нашите молитви, утврди го православниот народ наш македонски, и спаси го нашиот народ македонски, кому си заповедела да владее и дај му победа, бидејќи си го родила Бога, единствена благословена. Помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи Боже, Содржитело, кој преку Мојсеевиот жезл си го насликал честниот животворен крст на Твојот љубен Син, Господ наш Исус Христос, самиот Ти благоволи и освети го ова место со силата дејството на честното и животворно крстно дрво, за прогонување на демоните и на се непријателско. Чувајте го ова место и оние кои овдека ќе служат неповредени од секакво зло, преку молитвите на пречистата Владица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, светиот Архангел Михаел, зашто се благослови Твоето царство на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи Исусе Христе, Сине на живиот Бог, блесок и обличен на безпочетниот Отец и животу вечен, Ти кој си камен и дрво нера, котворно сечен од Дествена гора, кој си непоколелив темел на својата црква, Ти со проливањето на својата честна крв ја основа црквата и со смртта ја подигна, со воскресението ја заврши, со вознесетието ја благослови, ја преку симнувањето на Твојот Свет Дух, ја освети и распространи. Тебе сега смирено Ти се молим, испрати ја благодата на Твојот Свет Дух и благослови го поставување на овој камен и сиот темел на оваа градба на слава на Твоето пресвето име, очести спомен на светиот Архангел Михаил и на сите небесни сили, и Ти кој си Алфа и Омега, почеток и крајна, кој прекрасно се си создал, биди почеток, напредок и завршување на ова дело, благослови и основателите и работниците и помогни го делото на нивните раце и се што е потребно за зидање и завршување на овој храм изобилно множи го со Твојата божествена промисла, да храмот да биде совршен и исполнен со Твојата слава, во него да се прослави пресветото и велико име Твое, заедно со Отецот и Пресветиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Се благословува овој камен преку порасувањето на оваа света вода за непоколеблив темел на храмот кој се гради во името
на Отецот, Синот и Светиот Дух. Се благословува овој камен преку прскувањето со оваа света вода, за непоколебив темел на храмот, кој се гради во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Се благословува и осветува овој камен преку просувањето на оваа вода, да биде непоколебив темел на храмот што се гради во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин, амин, амин. Секогаш и во вечни векове. Амин. Вишниот ја основа црква, Бог е насреде неја и нема да се помести, ќе и помогне Бог рано наутро. Се положува темелот на оваа црква во слава на великиот Бог, Спасителот наш Исус Христос, во чест и спомен на светиот Архангел Михаел, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Да биде благословено и одбележано ова место за молитвен дом во чест на слава на Бога, славен во Троица, Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Небото и земјата те сместа, ти си благоволил на земјата да имаш храм за постојано славење на Твоето пресвето име, да приповедајте ти смирено го молиме Твоето човеколюбие. Благослови го темелот на овој храм и сета негова градба и утврди го со својата сила, направи го непоколеблив и неразрушлив во слава на Тебе, единиот во света Троица, прославуван Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Господи Боже наш, чие име се слави од исток и запад, Ти со Твојата божествена промисла си го избрал ова место за своје живеалиште. Смирено те молиме, испрати го Твојот небесен благослов врз него. Благослови го почетокот на оваа градба за цврстие, успешно и преведи ја кон завршеток, зашто Ти се правиш во корист на нашите души. Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи Исусе Христе Боже наш, Ти од југ си дошол за спасение наше и од осенетата десвена гора, како светлина се јави и со луѓето проживеа. Те молиме, погледни милостиво на храмот од страна на книторите започнува да се гради во Твое име. Благослови го во се и даруј му силата на и крепост и снага, изобилие со здравие и успешно да го завршат започнатото дело во Твоја слава, зашто Ти си Бог на милоста, добрините, човеколюбието. Тебе слава Ти вознесуваме со светниот Отец, пресветиот, благиот, животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи Боже наш, Ти си благоволил нова место во овој да се положи камен во Твое име. Си го основал храмот, сега милостиво како го примаш ова од Твоите, Ти го принесуваме, возврати во изобилие од Твоите небесни земни блага заради довршување на зиданиот храм, кој се подигнува во Твоја слава во чест на светиот архистратик Михаел и сите кои принесуваат и помагаат да се доврши овој храм. Дарува им телесно здравие, душевно спасение, работниците закрепи ги, чувајќи непобредливи од секакво зло дело. Храмот побрзо да се изгради до завршеток, за да те славиме, величаме во него непрестано Тебе, единствениот вистински Бог наш, со пофални песни, славословија и бескрвни жртви, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Аки пак, преклонувајќи ги колената, со сета умилост во мир на Господа да се помолиме. Господи помилуј. Те фалиме, Господи Боже на силите, Спасителу наш, кој според големината
и човеколюбието си го избрал и осветил ова место и си го поставил на него темел за зидање на храмот, во слава на Твоето пресвето име од страна на нас недостојните Твои слуги. Смирено те молиме откако ги преклонивме колената на нашите тела и души. Благослови да се направи ова место жртвеник, за да принесуваат во него бескрвни жртви на пресветото тело и честната крв на Твојот Христос, во Твоја слава и за спасение на нашите души, и како и храмот, така и овој жртвеник кој сега добива почеток со Твојата божествена сила, приведи го кон успешен завршеток, за да се слави во него и на него пресветото име, се до завршетокот на светот непрестано без никакви пречки, и Твоите бескрвни словесни жртви да се принесуваат и извршуваат од Твоите правоверни раби, зашто за Тебе се е можно и Тебе се слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Помилуј Боже по Твојата воля, а ги пак преклонувајќи ги колената, со сета умилост во мир на Господа да се помолиме. Господи, помилуј.